Моментално во наше училиште имаме колеги и ученици од неколку странски земји во рамките на проектот Заштита на животна средина. Тоа се колеги од Турција, Литванија, Бугарија. Колегите од Италија беа спречени да дојдат поради одредени протоколи кои што во нивната земја им наложуваат. Моментално сме овде во хотел Куманово СПА од причини што наше училиште се реновира и моментално и сме на зимски распуст, меѓутоа ние вредно работиме со нашите ученици, тие подготвуваа доста презентации, подготвуваа видеа, ќе имаме работилници на тема обновливи извори на енергија. Исто така ќе имаме можност да го видиме и Охрид, да го видиме и Скопје, Битола, значи ќе имат можност да се запознаат со нашата земја, да видат македонска храна, да ја видат нашата македонска култура и на некој начин малку да работиме и да споделиме искуства, идеи во рамките на темава која што ни е во рамките на овој наш проект. Која земја е координатор на овој проект? Од кога започна проектот и уште колку мобилности ќе има? Координатор на овој проект е Литванија. Ние веќе имавме две средби, едната беше во Турција, втората беше во Италија, сега е трета средба. Допрва во пролет ни предстојат средби во Бугарија и средба во Литванија. Денеска за почеток прво го представивме нашето училиште, ја представивме нашата земја, нашиот град, значи учениците се запознаат, значи прв пат се среќаваат, а потоа значи ќе дебатираат на тема за и околу обновливи извори на енергија. Како можат тие да се применат во домовите, кои и какви извори има во различни земји, од причина што и како е битно за целото општество и целото човештво обновливите извори на енергија да се искористат и во домовите, меѓутоа и многу пошироко. Good morning. We are from Lithuania. We are the coordinators of this project. Our project is Safeguarding the Environment. And this is our third mobility. And our main focus of this mobility are renewable energy and most importantly, the benefits of it. And some, of course, some threats that could occur, in a while. Доаѓаме од Литванија, ова е веќе наша трета мобилност и темата на овој проект е со зачувување на животната средина или конкретно обновливи извори на енергија, што е тема на оваа мобилност. Кои се придобивки од истите и кои се опасностите од нивната прекумерна употреба или пак недоволна употреба. What is the presentation about? What will the students present? The students are going to present the benefits of renewable energy and also the ways to apply that the sources of renewable energy in their homes, in the environments, in every single country. Because, generally, the topic of our project is environment, and what's most important, safeguarding of environment, and each mobility has its subtopic, and now we are focusing on the benefits of renewable energy and the ways we can apply it in our homes generally. Значи темата со која што и тие ќе се представат се обновливи извори на енергија и кои се добробити од таа енергија и како истата да се примени во домовите на најдобар можен начин. Can I add? We focus on 4 types of renewable energy, in particular solar power and solar energy, then wind power, hydro energy and biofuel. Значи се фокусираме на 4 типа на обновлива енергија, односно соларна енергија, енергија од ветерот, хидроенергија, односно енергија добиена од вода и биогориво. Does your country use this kind of energy? Because here we don't use. Yes, so that's why we took them 4. It's the ones that are most popular in our country and the ones that are going to be developed
We have companies that work with these types of energy, and some of them work for quite a long time. It's not only now, it's not only that, much is spoken these days about environment, about the necessity of use alternative energy, but the companies, the ones that we have included, they started working, some of them 10, 15 years ago. So they are not new ones, not the startups. Ги одбравме овие 4 вида енергија затоа што тие се и најмногу користени во нашата земја, најмногу популарни се и имаме дури и компании кои што се занимаваат со производство на ваков тип енергија веќе 10-15 години, така да ваков тип на искористување на природни извори не е ништо ново за нашата држава. For how long have you cooperated with our school? Since the beginning of the project. And when did the project start? Oh, okay. So the project initially started in 2019, the 1st of September. However, you know that when the pandemic started, we had to stop for almost a year. But we tried, to use another forms of communication, online communication. But this autumn, to be exact, in October, we all together met again in Italy. That was our second mobility, and now, within the third mobility, we successfully arrived to your beautiful country, to North of Macedonia, and we expect that this week is going to be productive, meaningful, and interesting. Definitely. Ова проектот започна 2019 година, но поради COVID пандемија моравме да направиме мала пауза, односно скоро цела година немавме никакви активности, така да дури минатата есен продолживме со втора мобилност која беше во Италија и еве ова е веќе трета мобилност, така да оваа недела ќе искористиме на најдобар можен продуктивен начин и се надевам дека освен што ќе биде продуктивно, ќе биде и интересно и забавно. Thank you.